Добар ден, добре дојавте. Во продолжение ја пренесуваме приказната за 30-тина нуркачи кои една седмица нурка по Кварнер и на дното најдоа чуда. Од акумулатори, велосипеди, чадори, очила за сонце до пропелери. Во хрватските медиуми беа представени како херои и наголемо се пишуваше за нивниот подвиг. Ќе прочитам само еден кус вовед пред да ви ги представам денешните гости. Еден час нуркање, пишува Хрватски данас, под вода е исто толку тежок како еден работен ден работа во рудник. Ова не е игра. Секое нуркање под површината е танц со судбината, а на нуркачите на половина глас раскажуваат тешки приказни за драги луѓе кои ја немаат таа среќа да раскажуваат повеќе. Тешко е и да се помисли дека нешто може да тргне наопаку. Сепак јадранот повикува под прекрасната површина и од богата дената убавина има толку многу нешта, а морето ги бара своите херои. Ова е дел, како што реков, од данас, а во продолжение за луѓето кои нуркаат длабоко не само поради страст и адреналин, туку и поради совеста. Делумно се мотивирани од еколошки причини, односно ги чистат дното не само на Јадран, туку на сите води, сите македонски езера и реки. Добре дојде за Дарко Јовановски, Владко Стериовски, Горан Видачек и Бобан Трпковски од еколошкиот клуб Пена од Тетово. Господа, добре дојавте и честитки за подвигот. Добре. Ете, кажав како бевте представени во Хрватска, тоа беше неодамна, се вративте сега скоро од таму, од Јадранот. Имате искуство и со македонски езера, реки, со расчистување, па на почеток би сакал да прашам какво чувство предизвика кај вас сликиве што последниве денови се актуелни, што ги видовме претходно сега во овие вести на Вардар, ете така разгледан со сите тие пластични шишиња во него? Бевме љути. Прво да ви се заблагодариме на телевизија Телма што не примивте, што ни дадовте простор да кажеме нешто за нас, за нашиот клуб и нашите работења надвор од Републикава и во Републикава. Чувството беше љутна. Мислим, бевме згрозени, бевме љути на све, на... И тоа се случува таму некаде околу ваше Тетово? Да, баш кај нашите села. Вие одите да го чистите Јадран, а тука наш Вардар плива. Оди во Егеот и ги носи тие шишиња таму. Имавме реакција и од хрватските пријатели. Може би ќе ве викнат од Грција да го чистиме, да го чистите Егеот, бидејќи да си ги вратите шишињата дома. Горан, Владко? Да, тоа беше вистинска катастрофа. Инаку на времето кога почнавме ние да нуркаме, ние беше нуркачки клуб и рафтинг, ама кога видовме колку ѓубри има, рековме рафтингот ќе трнеме. Рафтингот е задоволство. Задоволство, го избацивме тоа и се бавиме со чисто со екологија. Тоа беше просто невидено. Јас сум целиот наежен, толку ѓубре не сме виделе никаде. Катастрофа вистинска. Така. Со оглед на тоа што ова не ви е новина, туку долги години го правите ова, веројатно и не се изненадувате често кога ќе нурнете под водата, бидејќи таму може да најдете се и се што, како што реков овде, ете, медиумите може би се изненадени, меѓутоа што е за вас вака најголемо чудо видување кога ќе нурнете? Секое нуркање е изненадување или ништо веќе не ве изненадува во однос на тоа што го гледате долу и што го вадите на површината? Па, во зависност од локацијата, има различни предмети што ги наоѓаме доле на дното. Со тек на време више и не сме изненадени од тоа што го гледаме долу, но навистина има некои чудни работи како ВЦ школка или баш за тоа имавме интервју и на хрватската РТЛ, мисля че ни беше новинарка што дојде да ни интервјуира. Цели купател. Да, мотори, акумулатори и тоа е нешто што не можеш да го донесеш од друга страна или како што некој се вади дека ѓубрето дошло од Албанија или од некој друг крај. Значи совеста на луѓето не е на многу повисоко ниво ниту таму. Ние мислиме ете Хрватска е земја членка во Европската унија, па имаат повисока еколошка свест. Да, јас не би го поврзал тоа со членството, тоа е сепак индивидуално, да, Балкан е Балкан, но јас имам приметено некои локации после неколку кратни акции, на тие локации полека некако е почисто од година на година. Веројатно свеста проработила или имаат некои други мерки превземено и така да стварно ѓубрето на тие локации е намалено за разлика од првите години кога бевме поканети да ги чистиме. За некого нуркањето е хоби, за некого страст, за вас е и страст и хоби, но и мотив плюс еколошка мисија. Значи, секое нуркање вие одите со цел нешто да извадите од водата. Сега конкретно за оваа акција во Хрватска.
колку дена траеше, што извадивте од таму? Во насловот кажавме 15 тони отпад. 15 тони отпад веројатно вака количество што не може да се замисли. И таму рековме од игла до локомотива. Бевме 10 дена во Хрватска. Почетокот ни беше од островот Вир. Тука појдовме према островот Иловик, Сусак, Унije, Црес, Мали Лошин, Крк и Свети Гргур, тоа е близина на Раб, Голи оток. Тоа е на еден ден една локација или секој остров еден ден. Значи секој дневно имавме по една акција. И на Голи оток ли има? И на Голи оток бевме 2 дена на Голи оток. И затворениците фрло или кој? Голи оток беше машки политички затвор, а Свети Гргур одма комшиски оток и е женски политички затвор беше. Бевме и на Свети Гргур и на Голи оток. Така да од таму каде има повеќе отпад по дното? На Голи оток повеќе извадивме, ама не ни дадоа, не смееме железото само да го важаме, све друго можевме. Зошто не смеевте? Па тоа е историски артефакти се тоа. А музеј под вода? Музеј под вода. Што има, што железо има под вода кај Голи оток? Па имаше некои кочије, некои тие што ги возеле камењата од машините. Молим? Ви рекоа да не кажувате или? Не. Тоа таму имало погон за изработка на мебел и некои други плочки, дали биле керамички или камени плочки, и тоа се претежно делови од машините што останале после затворањето на Голи оток како и некои ги фрлил во морето. Па сега како се нашли во морето, самите паднале. Дали пробале да ги вадат? Или сакале да ги скријат? Има нешто. Не знаеме. Добро, и како изгледа тоа вадење на отпад од морето? На која длабочина се случува ова? Длабочината е од 5-10 до 20 на метара. Веројатно што е подлабоко, потешко е да се извлече на море. Потешко, не смееме да излагаме секој например ќе наболниме една вреча и сега од 20 метара не смееме да излеземе одма нагла на површината, остаја. Него го собираме на едно купче и после бродот доаѓа, еден излага, пуштамо сајла, со што се влече нагоре. Пуштаме кука и онда тие го дигаа полека. Бродот го крева, ваша задача е долу да го закачите на куката? Да го закачиме и да го собереме. Ако е поплитко, можеме да излеземе, ако е подлабоко, не. И добро, што најмногу ве изненади во оваа конкретна акција сега? Што извадивте, бидејќи Дарко е искусен извадивме имаше и кухински ствари, онда имаше точаци. Лично за тебе што беше во оваа пригода најголемо изненадување? Па мене изненадување беше Владко извади еден акумулатор од камион. Акумулатор од камион. И тоа едва го извади со можда пола сат го важавме. Ја извадив една бойлер, што беше тоа? Бойлерче мало. Потешките работи, така да другото џубре го оставивме на купче, на едно место, а овие две работи ги моравме да ги носиме, пошто и не можеме и на бродот да ги качуваме, моравме прво поплитко да. За мене е тешко, а многумина веројатно и гледачите не може да си замислат како изгледа тоа. Изгледа исто како што на земја изгледаат дивите депонии или не? На дното на морето е расфрлан отпадот и не е на купче некако, па поинаку е малку. Покрај тоа што е расфрлан, дел од предметите ако стоеле повеќе под вода, тешко можеш да ги приметиш, зашто на нив се собира некоја си алга или трева и тешко е да се примети. Природата е маскира депонијата практично. Да. Конкретно, например, мене ми беше за оваа акција интересно, моторот што се извади, значи тој беше изваден, не беше на некоја голема длабина, но беше подалеку од брегот, така да со специјални балони кои се пумпаат под вода, беше подигнат, донесен накај во поплиткиот дел, каде што имаше исто една макара, и се го извлекоја надвор. Тој беше, па они претпоставуваат нашите пријатели од Хрватска дека има преку 300 килограми моторот. Да, и исто беше и он како маскиран, многу тешко да се примети, но ако дали од искуство или они го приметиле. Значи акцијата започнува со нуркање и прво треба да ги детектирате предметите што се под површината и под тоа. Тој слој што се одредува локација каде што. Има и опасни материи, има застанати неексплодирани средства, обично. Тоа како се, од каде знаете што е што? Па не чепкаме нешто што личи така на бомба или на експлодирано средство.
Поано него ги има. Само го обележуваме и Само го обележуваме и се продолжуваме понатаму. Добро, прочитав дека во акцијата тој што е главен, што ја командува акцијата, вели можеме да се шегуваме и да се забавуваме пред и по, кога ќе се нурне внатре се однесуваме војнички. Мора да биде. Мора за строга, неопходна е строга дисциплина и почитување на правилата, бидејќи нема играње. Кои се опасностите можни? Зошто е опасно и зошто мора толку да ете таа војничка дисциплина? Баш како што кажа Бобан, може да се деси нарочито тие острови што заостанати бомби, гранати, може да дојде до некои несакани случаи. Се случило некогаш да имате контакт со нешто такво? Во Охрид има многу. Се случило, да. Во Охридско езеро има многу неексплодирани сеса. Сте нашле вие лично? Да. И? Па ништо го обележуваме и повикуваме тимовите за деминирање под вода да се дојде да си го подигнат тоа, бидејќи ние не сме. Вие сте рекреативни нуркачи. Да. Рекреативни, не сме ние нуркачи кои треба да нуркачи не смеат да читав дека таму дел од нуркачите, вашите колеги хрватски веројатно, имале делови од шрапнели во телото. Од каде тоа? Да, нашиот пријател, тој што е претседник на еколошко-роднички клуб Левут, али тоа му е од прошлава војна, така да. Добро, кој дел од нуркањето е најтежок и најопасен? Еве, трае цел ден. На секое нурнување, тој што командува со акцијата вели мора да извадите најмалку 700 килограми. Колку трае тоа едно нурнување? Па, бидејќи на не голема длабина до 10 метри, може да, зависност од нуркачот дали е поискусен или понеискусен, значи околу 1 час може да стои под вода со една боца. Пошто не е некој поголема длабина. Зависи колку е. Навлегувањето во длабина захтева поголем вдишување и се троши помалку воздухот. Нуркањето, самото влегување е малце да речем комплицирано, но не толку. За мене излегувањето е многу потешко, зашто во зависност од тоа кај е локацијата, дали се иде полека по плиткиот дел или по брегот како што викамо, или се како што се вели во Хрватска нуркање во плаво. Значи тоа се спушташ на без брег ништо. По слободен пат, да речеме надале. Во длабочината, значи немаш ориентација околу тебе, ништо некогаш се пушта. Јаже да не биде за ориентир. Да, за ориентир, да не идеш премногу ни надоле длабоко, пребрзо или Што е различно при нуркање во море и во езера? Бидејќи сте нуркали во Охрид и во другите македонски езера, ги спомнавте Мавровско езеро сте го чистеле и некои други. Која е лекцијата што ја дава само морето? Има ли лекција која може да се научи само на море? Морето е погусто од солената вода е погуста од сладката вода и обично мора да има 1 кило 2 плюс тегови за да одржиме таа неутрална пловност што е од површината на морето или на водата наша. Најопасно е изравно, што рече Владко, мора да излагаме најмалу 9 метара во минута. И на 5 метара дубина од 3 до 5 минута треба декомпресијски застој да се направи. Постепено. Постепено, зашто ако излагаме нагло тоа е како кисела вода. Кога ќе отвориш мегурчињата, значи гасто станува од плин во течност станува и онда има проблеми. Надолу не е толку проблематично. Надолу може побрзо да се спуштите, а нагоре треба да. Надолу само може да има проблеми сушите, додека не го изедначиш притисокот со едно мало дување, тогаш притисокот на ушите, или ќе се подигнеш 1 метро погоре, тогаш се стабилизираш притисокот и тогаш може да слагаш надолу. Сте имале досега ризична ситуација? Некој од вас индивидуално или да. Може да споделите некој може. Бевме во Шибеник, бевме 5 луѓе и правилот секој треба да има свој партнер, така да се поделивме двајца по двајца, ќе бидем петтиот и кога што ќе слагам постепено надолу. Но кога што дојдовме таму, тоа беше преполно со ѓубре, најповеќе беа шишиња шампањци. Ја викам тука имало сигурно Формула 1, толку шишиња шампањски, не сум видел никаде. Како славеле ги фрлале во море? Да, претходно сега разговарајќи со тука мештани кажуваат дека они кога биле млади, кога си пиеле било што, си фрлале шишиња кои ќе фрли најдалеку. Но тоа станува збор за стакло. За стакло. Многу имаше стакло и повремено доаѓаја да речем партнерите да ме посетат да кажем, ама некој повеќе троши кислород, некој помалку. За жал или за среќа,
толку многу шишиња, почнавме да собирам ѓубре и го пратев, да речем, манометарот колку имаме притисок у самата боца. Се гледа ли долу или само се гледа. Од еднаш покушам да дишам, гледам нешто не оди. И почнав да ги барам кај ми се моите партнери. И гледам таму прашина. Не се гледа. Не се гледа. И ја викам колку да сум брз да стигнем до нив. Ако иде на другата страна, не можам да ги стигнем. И така, од околу 20 на метра, решив да излагам нагоре. За време на обука не обучава доколку се случи тоа случка, правило како излагаш нагоре, полако што имаш воздухот во тебе и да викаш и полако да си идеш да не те фати паника и така. Ама не ви треба да поминат минути дека си излезете нагоре? Не, на 20 метра бев јас. Колку време? Од 20 метра за колку време може да си излезете нагоре? Па не знам тоа. Дали тоа постепено? Јас идев колку што си можев, да речем, не ме фати паника, се излегов горе. А зошто имало прекин во дотокот на кислород? Зошто? Смо испразнил боцата. Не можеш. Не сте предвиделе дека при крај? Да, бидејќи ние најчесто да речеме овде нуркаме на помали длабочини и многу повеќе време остануваме, но додека на поголема длабочина кислород побарго го трошиме. Добро, една моја случка што можем да го споделим со свите да не направат таа грешка што ја направив јас. Еве, интересен е податокот за шишињата од шампањ. Не сте виделе толку шишиња шампањ над земја во морето сте виделе, да. Што најмногу гледате во Македонија кога сте ги чистеле македонските реки и езера? У реки сте чистели или само езера? И реки? Прво почнавме нашата пена. Собравме еден контејнер ѓубре. Тоа беше за денови. Пена која длабочина е? Не, нема на површина, онака еколошки мислам. Добро. Денот на водите, кој секоја година почињаме со чистење. Рековме пред неколку години да го чистиме пена. Беше стварно невидено. Еден контејнер шишиња собрав. Исто како сега со Вардар. На релативно мал простор, не некој. Добро, другите реки има на реки други не, само на пена. Значи нема нуркање во Вардар да речеме. Не сте нуркали. Сте нуркале кога сме спасувале давеници. Сте нуркале кога сте спасувале? Не, во однос на чистење не. Да. Добро, а за македонските езера што најмногу сте ваделе од Мавровско, од Охридско, кои други сте ги чистеле? Бевме Беровско Беровско езеро имавме акција, младост, у Велес, Дојран. Кажете ни по некоја специфика за секој од нив, каде нешто најдовте интересно што вака ви изненади вас? Можам да ви кажем дека наше Охридско езеро, обично го чистиме тој делот од Радожда. Секоја година у година е све почисто и почисто. Значи еден добар податок околу Радожда. Тоа го објаснувате со честите акции за чистење или зрејење на свеста? Зрејење на свеста, ја мислим дека Охридското езеро не е толку, има ѓубре, има све, али не е толку загадено како што извадимо сега на Кварнер. Во делот на рекава што се влива сад. Кој дел од Охрид кај што сте расчистувале од езерото е имал околу градовите, околу поголемите градови. Околу пристаништата обично е најчесто дека тука и самите кајчиња и се фрла се. И од бродовите се фрлат. Најзагаден Охрид е кај што се влегува Сатеска или како се Сатеска реката. Да, значи каде што носи вака исто како што Вардар. Пластичен отпад и значи се е тоа во Охридско езеро тука ако се види, значи истата слика како што е тука сега на. Добро, во морињата, веројатно и во езерата најпроблематична е пластиката, бидејќи тешко и бавно се разградува, а потоа се хранат од неа и рибите, рибите ги јадеме ние и тоа е еден врзан систем со инџенерна исхрана од кој не погодува и нас луѓето, значи сами се уништуваме. Има многу пластика по нашиве езера? Има пластика, најголемиот проблем е пластиката. Пластика и гуми. Океаниве, во морево има околу 250 милиона тона пластика. Секоја година по 9 милиона нова пластика доаѓа. Не запира фрлањето. 200 години му треба на една шиша да се разгради пластика. И кој е тој ентузијазам што ве тера повторно да се симнете, да се нурнете долу, кога не можете да го исчистите цело? А не можемо. Колку и да чистите, повторно ќе има. Веројатно поедната пораката е силна, бидејќи испраќате идеја и порака дека таа еколошка мисија
треба да ја разбуди свеста, да фрламе. Веројатно некоја генерација ќе се освести понатаму, значи гледајќи на нас или некои други. А до тогаш овие шишиња ќе се разложуваат се уште. Па ќе се разложуваат. Колку што можеме ќе помогнеме. Ќе работиме значи на ајде да речем за почисто море или почисто езеро. По Хрватска имаш и работилници, они и држат и предавања и по училишта и вака за време на акциите, пошто акциите траат од 2 до 3 или нашата што беше сега 8-9 дена. Они имаат и работилници каде укажуваат на секој еден предмет колку му треба да се разгради во вода, ги едуцираат младите, знаеш, и така, значи не се работи само на чистење на екологија, него и нивните работилници и преку работилниците пробуваат да ја дигнат свеста кај населението или кај другите. Значи, како што кажа и Дарко, за конкретно за пластиката, за најлонот, за еден отпушок од цигара или некои други работи што се, они за се конкретно кажуваат колку време му треба во вода да се разгради, да се разгради. Добро, од други мориња сте чистела или само Јадран? Само Јадран. Во Егеј не ве викнале бидејќи придонесуваме и тамо со загадувањето? Не. Добро, Значи факторот е човекот, секој. Значи, тоа сакав да прашам. Дали македонците, еве, ние како слабо освестена на еколошки план нација, сме повеќе загадуваме или загадуваат секаде каде што нема правила и каде што нема казни? Така е, каде што нема правила, Човекот е човек секаде? човекот е секаде човек. Да. Наједноставно му е да фрли вие море, за го хрватските скрие. медиуми ми раскажувавте една приказна што ви се случила на излегување од дома. Може ли и тука да ја споделите? Може, ја работав, имав дуќан у Тетово и секој сабајле преку еден мост, преку река Пена проаѓам и гледам една жена излага од дома, зема најлончето, го фрла у река Пена. Ја идем на неа, викам, госпожо, Тоа е ѓубре обично. обично дома ѓубре Комунално што станале, смете. да, најлонче со смеќе. Викам, госпожо, викам, зошто го фрлате ѓубре во река Пена? Не смеете тука да го фрлате. Имате канта за ѓубре. Таа ништо не ми одговори, се сврти, ме гледа, што сака човекот Не ја да ми разбра каже. пораката? Не ја разбра пораката, нажалост. Пред колку време се случува? Па има едно неколку години тоа е. Мислите Неколку години. сменето е сега нешто? Станува збор за град, за село? За град, за центар, јас сум у центар на Тетово, ништо не е сменето. Река Пена е. Добро, деновиве сме Фрљава. сведоци на контейнери, диви депонии, не само во Тетово, секаде, па дури и во Скопје. Скопје е деновиве вака најактуелно со ѓубрето. Еве, како нуркачи што сте го виделе најлошото на дното на морето, сте помислили некогаш кое е нашето морско дно на површината? Имаме ли дно до кое може да паднеме или да нурнеме? Која е максималната длабочина каде што не можеме да го пробиеме подлу? Нема дно од дното, кога станува збор за ова што го правиме со природата? Па тоа, како што билуваат многу луѓе да кажат, сите мислат дека полошо од ова нема, ама гледаме дека со секој нови излики полошо и полошо доаѓа, тоа е навистина нешто што лично јас не би можел да објаснам, нити па некој друг може, али ова е стварно изненадувачки и конкретно за Вардар и еве и Скопје што се случува, па и Тетово и нашиот град, не дека е нешто, тоа е. Од овој тим што сте овде, Дарко и Владко се најискусни нуркачи, така разбрав на почетокот. Дарко, вие сте нуркали и во Врело, во пештерата. Таму сте нуркале рекреативно? Рекреативно, со мојот пријател покојен сега, Кире, беше председник на нуркачки клуб Врело, и со него идевме така, не истражувачки, него од радозналост да видиме каква е пештерата Врело, што има внатре, како има. Таму учествувавте и на чистење на влезот на Врело. И на влезот. И таму има чистеме да со камења, падобрани, пошто секоја година камењата го затрупуваат влезот, за да го прошириме. Ѓубре веројатно не може како да стаса до таму. Да. Не може никој да фрли, освен ако не оди намерно. Не може. Онда со тие падобрани, подводни, собираме камењата, го расшируваме просторот за да може да се влезе. Што влезот е од прилика на 4 метара дубина и така, тесен е влезот, после натре се шири пештерата. Така, не ми кажавте друго што е највпечатливо по македонските езера. Еве, Дарко вели човекот е човек секаде, човечкиот фактор е пресуден и секаде луѓето фрлаат. Тоа што им е најлесно се фрла во блиската река, во блиската вода веројатно. Што најмногу е изненади вас во Дојран, во Мавровско езеро го спомнавте, Беровско? Во Охрид мене на пример ме изненадило највеќе застанати мрежи. Значи
рибарски мрежи, каде што ние сме ги наоѓале таму и по нив има премногу риба с која се гледа на распаѓање. Останата е мрежата и пробуваме некогаш да го страниме, меѓутоа не е, знаете колку е опасно за нуркач да се заплетка во таа мрежа и затоа што е тешко после да се оплеткаме од неја. Добро, долу, освен страст, адреналин, ве фаќа и страв понекогаш? Освен во вакви ризични ситуации за која зборуваш? Ако не фаќа страв, не влегува. Порано не влегува. Значи, нема место за паника кога се работи за нуркање. Мора, значи, она да работи по сите правила и прописи кои ги нуди, мислам, и кои ги захтева нуркањето. Значи нема играње со тоа, мора да разбереме дека нема играње со таа работа. Се што треба по пропис, така треба да се работи. Бидејќи Дарко вели Охрид прилично е расчистен последниве години, е почисто од другите македонски езера. Која е вака најголема, ако треба да се водна депонија, да се посочи со прст, да се впери, каде е најпрљаво? Маврово. Мавровското? Мавровското и околината, многу рибари доаѓаат и целото ѓубре останува тука. Маврово има многу лименки. Шишиња пластични, многу е преполно е. Еднаш кога бевме на чистење, видевме стварно е катастрофа. Дори има и истурано на некои места и гражевински отпад. Значи ова што е одушевен. А ова што го видовме деновиве вчера, завчера во Вардарот, пластичните шишиња, што е според вас? Еве, таму локалните жители видовме во прилогот на нашиот дописник од таму, сметаат дека или е некоја дива депонија попатна, па водата ја собрала, или е намерно истурено. Што е според вас? Ја мислам дека е тоа намерно. Вака, според мене, значи секој си има свое мислење. Порадиов си има една брана која се затвора заради наводнување, има канал по Тетовското поле, по Полок, каде што се движи тој канал и за наводнување. Доколку биле браните спуштени, и Мавровско езеро е испуштено заради врнежите, знаете, дека имаше врнежи, во поголем обем, верувам дека од таа брана што биле собрани, значи во Радиовце, одеднаш значи се пошле по Вардар. Ова цела пас. Се уште не можам да поверувам дека има некој толку несовесен дека истурил еден камион, еден шлепер. Так пишеш. Што тоа одеднаш донесено. Добро, бидејќи велите проблемот се луѓето секаде и тука и таму каде што нема казни луѓето. Колку се одговорни институциите? Колку ги повикуваме ние како општествени битија институциите на одговорност и колку можеме повеќе да ги притиснеме да одговорат на предизвикот? Дали тие одговараат на предизвикот? Вие сте ентузијасти и волонтери кога станува збор за чистење на езерата и реките. Треба ли некој тоа да го прави организирано како институција, како систем? После таа случка што ја видовме на телевизија, ние направивме одма брифинг на наш состанок да видиме што да правиме, да делуваме некако. И баш тоа сега ни е у план да видиме кај кого да се обратиме, да можеме да помогнеме барем нешто. Ама тоа е повторно волонтерски. Прашањето е дали институциите си работат добро работата, ваш став како е рекреативни нуркачи кои долго време ги расчистуваат водите, или треба дополнителен притисок, треба да бидат поодговорни и тие, бидејќи и институциите ги сочинуваат луѓе кои кога се граѓани фрлаат веројатно. Горане, ние во делот на превентивата правиме ова. Значи, што би направиле кога би се случиле вакви работи? Значи, како би можеле да собереме тоа на едно место каде што градоначалниците би требале да направат некој закон. Имаше баш пуштаме некои видеа каде што нако се поставени гуми од возила или поголеми со сајла, го спречуваат, значи еден дел и го смеруваат во некој ископан дел од некоја нива, да речем, каде што ќе складираат таму, ќе се складираат по природен пат, сите овие флаши и од таму со багер или со нешто се транспортираат до некаде. Само на тој начин може вака да се, или со метални мрежи кои ќе се помнат и се вадат со
Добро, еве, вашите колеги нуркачи велат дека под површината човекот ја чувствува тежината, не само тој притисок на морето, тие бари што се чувствува, туку и тежината на се што светот фрла во морето. Па не е згодно кој ќе видиш. Што би сакал еден нуркач рекреативен да види кога ќе се нурне во морето наместо акумулатори, шишиња, да видиме корали убави, да видиме. Се разбира, Живиот свет да видиме. Се гледа ли тоа некаде? Па како не има. Гледаме само все помало и помало риби има. И во Јадранот и во и Периската како школка. Вие не сте видели што е помор на Периска. Значи тоа е една голема школка која е закопана во песокот и така. Значи они растат до 1,20 м, не знам за еден сат колку литри околу вода. 60 литра вода. Значи тоа е најголемиот филтер на водата и да видиш, да влезеш како на гробишто од Периски, од такви школки влегува, значи каде што се мртви. 90% се заради некоја бактерија која е дошла. Него спомнавме Преспанското езеро, кое Не сме били. Не сте били. И не можеме таму да идеме затоа што нонстоп се намалува нивото на водата. Може да идеме. Не дека е опасно, него е мулјавито, не се гледа. Секоја вода си крие своји тајни. Ве прашав што сте затекнале, што сте виделе, која е најголемата тајна што сте открили во досегашното искуство од нуркањето? Од смеќе. Па еве, интересно беше и со голиот ток. У Молунат, у Не мора да е само Дубровник, со смет. Клара наша извади тротинет. Тротинет, али на батерија, но од новите И тротинет. онака сликана е под вода со тротинетот кој да вози под вода, знаеш кога го најде. Да. Има се, има шпорети, машини за перење. Која е следната ваша акција? Имате некоја вода што ве провоцира, што сакате да исчистите? Или сакате прво да се расчистите на копно, на земја, се надевате сега од новите градоначалници? Има ли надеж? Има ли надеж дека нешто на површината ќе се смени? Дека ќе допреме до дното? Ако вака е и ова што сме тука, например, нека биде еден повод луѓето да видат и дека треба се освестат дека ова не треба се случува и дека се што е отпад да се стави на она место каде што треба да се стави, да се рециклира или да се згрижи. Сепак државата треба да превземе. Најлесно се фрли во водите на река Вардарева, при тоа да не се води сметка дека некому или пак природата тебе ќе те врати назад. Сакам да кажам дека учествуваме на разни проекти. Се надеваме сега имаме на еден проект учествување каде се рачунаме дека ќе добиеме позитивен одговор. Во проектот се работи за екологијата најчесто и за едукација на децата, каде што биде опфатени некои други училишта. Сакаме повеќе езера во Македонија да ги опфатиме. Тоа проектот би траел околу 10 месеци со едукација и обука и на млади. Се надеваме дека овој проект ќе испадне успешен и каде ќе можеме да се пофалиме да дојдеме повторно кај вас. Мора да се работи. Добро. Дарко, Владко, Горан, Бован, ви благодарам многу за гостувањето и честитки уште еднаш за подвигот и да продолжите така. Благодарам за можност. Нуркачки клуб, еколошки нуркачки клуб Пена Тетово, почитувани луѓе, ентузијасти кои го чистат морето, а нас не потсетуваат дека вистинската чистота почнува во свеста. Тие го избрале нуркањето за да му служат на човештвото, а нашиот можеби да не фрламе отпад, да пријавуваме депонии, да се грижиме за реката, за улиците и да си ја чуваме природата и да се однесуваме одговорно во животот. Ви благодарам за вниманието, до следната средба, чувајте ја природата и останете на тоа.